Па добро, не знам на која одговорност мисли премиерот, не знам на која точно изјава и која точно моја изјава ја коментира, меѓутоа еве да дам едно образложение на тоа што сметам дека е многу битно за сегашна политичка состојба, фокусот кој што некако медиумите и сите го имаат кон социјалдемократскиот сојуз на Македонија, а не кон еден многу сериозен проблем, а тоа е тоа што ВМРО ДПМН и коалицијата изгубија 140.000 гласови, кога се споредуваме со лани. Именно на ланските избори СДСМ и тогашната коалиција имаше 152.000 гласови. Сега за кандидатите за градоначалници имаме близу 158-159.000 гласови. Значи многу повеќе гласови, а на значајно помала излезност кога ги споредуваме изборите годинава и ланската година. Понатаму на листите имаме пат од некои 20.000 гласови, меѓутоа не се калкулирани гласовите од коалиционите партнери кои што оваа година не се со нас. Значи, кога имаме кумулативен збир на тие гласови, некаде на помала излезност имаме ист број на гласови како ланските избори. А ако го гледате ВМРО ДПМН со дополнителни нови коалицијски партнери, други партии кои што лани беа со нас во коалиција, оваа година за жал ја напуштија нашата коалиција, те имат 140.000 гласови помалку од лани. И тоа е нешто што е сериозен знак дека граѓаните се свесни дека оваа влада не испорачува, дека има многу лажни ветувања, дека едноставно не може да се справат со проблемите, дека не излегуваат во пресред на барањата на граѓаните, дека нема ниту една категорија на граѓани која што е реално задоволна, ниту пак осеќа некакви позитивни политики од оваа влада. Еве, вие кажете која категорија на граѓани видува некој бенефит од изминатава година и пол влада на ВМРО ДПМН. Работниците немаат зголемување на платите, пензионерите ги излажаа, не им ги дадоа парите кои што им следуваат за зголемување на пензиите, наставниците, лекарите. А ние за само први 2 години од владата на СДСМ практично од примањата на лекарите специјалисти ги дуплиравме. Сега нема никакво зголемување. Нема никаква политика за младите. Дебакл во земјоделието, намалување на субвенциите. Така да тоа е вистинското прашање на кое што треба да се одговори и кое што треба да се анализира. Во однос на мојот мандат, кажав, јас ја затегнав партијата така како што ја затегнав. Овој изборен циклус е добар показател како треба да се продолжи во следниот период. Најав кадровски измени во раководството, тие ќе случат многу брзо и продолжуваме со иста и поголема енергија на враќање на довербата на гласачите.